Прво, после овие избори, на 17 октомври и на 31 октомври, се случи една работа која што обично не се случува после избори. Обично после избори, тие што ќе победат слават, па утрената се мамурни, а овие други ве плачат, па утрената ги боли глава. Ние планираме ден после 17 и ден после 31 да преговараме за нова влада во рамки на собранието на Република Македонија. Затоа славењето ќе биде пократко, затоа што ќе ни треба концентрација и енергија уште утрената да ја рушиме оваа ненародна власт на Заев, затоа што секој ден плюс е плюс уништување на Македонија. На овие избори сите вие одлучувате дали ќе продолжи државата да функционира на ваков измамнички начин, да бидеме сведоци на уште поголема корупција, хаос, немање одговорност, немање правда, нерешавање на социјалните и економски проблеми, стагнација на државата, експерименти во образованието, уништување на еднината на младите. Прашањето кое што сите ние треба да го одговориме е дали ќе се случат промени или ќе се даде можност на овие луѓе уште 4 години да уништуваат Македонија. Тоа е клучниот одговор на овие избори. Овие избори се и за проекти. Овие избори се и за похумано место на живење, но пред се, овие избори се референдум каде Македонија ќе се движи во следниот период. Овие избори се референдум дали Македонија ќе престане да се уништува.